Велам здраво и добре дојде Зелија Карадаковски. Овие инсерти за тебе се само најава на еден убав настан кој што ќе се случува во Македонија. Бивме свидоци на Европско првенство, ама сега за прв пат ќе бидеме свидоци на Светско првенство во латино танци во Македонија. Така е, Кате, пред се ти благодарам за поканата. Секогаш е задоволство се биде во Телма, вашата утринска програма. Како што кажа, после Европското првенство во хип-хоп во јуни кој се одржа во СЦ Борис Трајковски, успешен надпревар, сега ни следи Светско првенство во латино танци кој за прв пат се одржува кај нас во Македонија. Ние, танцовите клубови Ид да бити Брека Лек, со нашето долгогодишно искуство во организација на надпревари, добивме прилика, односно можност да го организираме Светското првенство, кој ќе се одржи сега од 6 до 10 ноември во Александар Палас. Мора да застанеме овде. Што треба за да добиеш прилика? Кои се нешта треба да ги има како цртички нели на онаа карта за да може Скопје и Македонија да биде ваков организатор на едно светско првенство? Така, Светската танцова IDO, Светската танцова организација дава оглас за наредните години кои сака да се пријави од државите да организира надпревар. Сега критериумите се строги и ги има многу. Пред се искуството на организирање на танцовите клубови кои организирале надпревари, тие секако имаат предност и нормално која држава ги дава најдобрите услови за одржување на таков надпревар, од достапност со авиокарти, со значи многу цртички има за. Да, капацитети на хотели, дали има знаменитости да се погледнат во државата и нормално способноста на организатора да го направи тоа сите да бидат задоволни. Така е. Два клуба кои што одлично работат и тоа е многу важно да го кажеме, дека не сте прв пат организатори заеднички и заедно со речен или на вакви надпревари. Конкуренција е добра за да бидеш подобар, тоа се договоривме пред овој разговор. Да им кажеме само на некои што не гледаат дека можеби еве ваков никаков рецепт за успех, па да да се обидат и тие со своите во наводници конкуренти да направат нешто убаво. Така е, ние два конкурентски клуба функционираме одлично заедно веќе долги години и тоа се покажа како добар рецепт за заеднички напредок. Конкуренцијата е здрава пред се и тоа носи резултат и напредок на клубовите, а не уназадување секако. Така. Светско првенство во латино танци, а ако за европското дојдоа луѓе од 20 и кусур таму 25 земји колку ли беа, што ќе биде овде цел свет на дланка? Светското првенство во латино веќе имаме пријавени 2000 надпреварувачи од над 20 земји од светот. Нормално поголемиот дел се од Европа, но работиме на тоа секоја година да привлечеме се повеќе држави од страна. Светското првенство ќе биде поделено на 4 шампионати. Имаме над 10-11 категории во кои сите ќе се напреваруваат. Првиот шампионат е карипски танци, тоа се парови кои ќе танцуваат салса, бачата и меренге. Другиот шампионат е латино шоу и карибијан шоу. Карибијан шоу е исто така од салса, бачата и меренге, но прикажано преку некоја приказна. А латино шоу се прикажуваат оние латиноамерички танци, самба, чачача, румба, пасо добли и џајв. Другите два шампионати се латин стайл и синхроденс. Синхроденс е нешто интересно што не мора само латино танци да се играат. Кореографите и клубовите бираат од било која сфера на танците, тие се направуваат, но интересното е тоа што синхронизацијата, затоа се вика и синхроденс, најмногу се цени синхронизацијата на самите танчери. Голем е спектарот на дисциплини и на категории кои можат да се видат од 6 до 10 ноември. Публиката може слободно да ги добие сите информации на нашиот вебсайт dance.mk, а влезниците ќе бидат достапни од самиот ден кога започнува настанот. А настанот ќе трае цел ден. Од 6 до 10, од рано 8-9 часот наутро до вечерните часови. Така е. Кои се ќе бидат можеби во жири? Има ли имења некои кои што се вредни за споменување? Имаме над 30 официјални лица кои ќе бидат присутни на настанот. Да оценуваат? Да, судиите имаме околу 15 на судии од целиот свет, од Сингапур, Италија, Финска, Шпанија,
кај нас од Балканот имаме од Македонија, од Босна и Херцеговина, од Германија, така да жирито е стручно, жирито е спремно, нормално и најдобрите танчери од светот ќе ги видиме, бидејќи за да учествуваш на светското првенство мора да добиеш пласман преку националните шампионати, односно државните првенства. Значи мора да си прв во својата земја. Секоја држава која е член на IDOS и организира во рамките на својата држава национален шампионат, државно првенство и најдобрите, односно финалистите кои ќе ги добијат тие места на државното првенство, тие имаат право за учество на светското првенство. Супер. Ако зборуваме возрасти, како ќе бидат поделени тие? Има по возрасти? Имаме 4, односно 5 возрастни категории. Најмалите се од 4 до 7 години, тие ги нарекуваме мини деца. Деца се од 8 до 12 години. Потоа јуниори 1, 13 и 14 годишни се јуниори 1, јуниори 2, 15 и 16, 17, од 17 години до 31 се возрастни и на 31 возрастни 2. И нормално сите се напреваруваат во својата старосна категорија, а соодветната танцова дисциплина, бидејќи освен возрастни категории и дисциплини имаме и категоризација по бројност на танчери. Соло е еден надпреваруваш кој се надпреварува против други солисти, дуо е кога двајца танчери заедно спремаат кореографија и се надпреваруваат против други. Група е од 3 до 7 танчери и формација од 8 до 24. Така е, супер. И сега, да зборуваме и за тоа што го кажавте како цртичка е многу важно за една земја. Освен што ова ќе биде момент кога многу луѓе ќе дојдат во Македонија, пак имаат можност да ја запознаат можеби многумина од нив и за прв пат, ако не биле веќе нели дел од европското, да речеме за прв пат учествуваат на светско, но е многу важно и тоа како нели една од цртичките која споменавте што може да се види или што земјата која што е домакин нуди, што ќе им понуди тајната лепезана. На секој шампионат наш кој го организираме, дали европско, дали светско првенство, им нудиме на гостите кои ќе дојдат комплетно искуство со дегустација на македонската национална кујна, со посета на знаменитости во Скопје и надвор од Скопје. Тоа им го нудиме преку со туристички водичи и нормално ги организираме тие професионалци кои си ја знаат својата работа во својата област. Од дегустација на храна, на пијалоци, за прошетки, така да до сега на сите шампионати имаме одлична критика, позитивен резултат и сите се задоволни и едве чекаат да се вратат повторно кај нас. Тоа сакам да прашам, колку од нив повторно се враќаат овде надвор од европско или светско првенство? Ние имаме примероци кои пример од некои наши пријатели, пример од Данска кои размислуваат сериозно да купат овде имот за да во пензионерски денови да останат овде, значи многу се импресионирани од нашата држава и имено и тоа она што ние неколку пати добиваме шанса да организираме европско и светско првенство, главен адут е тоа што танчерите, гостите, туристите се задоволни од престојот и од како се пречекани, како се третирани овде и мислам се знае, општо познато е дека ние сме гостопримлив народ, дека сме топол народ, сакаме да се дружиме. Да, незаборавни се тие искуства, веројатно, да. Сега на една малце болна тема, секогаш кога е култура во прашање, ве прашав и пред овој разговор, државата никако не наидувате на, не знам. Да, искрено се бориме да нашите институции не препознаат, бидејќи сепак еве конкретно сега за светското првенство во Македонија ќе влезат над 3000 до 4000 туристи и ќе бидат овде цела недела. Од 6 до 10 е надпреварот, тие доаѓаат ден порано, седат ден покасно. Имаат доволно време. Повеќето хотели во Скопје веќе се закупени, распродадени. Има голем број на туристи кои ќе прошетаат во Скопје и надвор од Скопје и тоа мислам дека ние се трудиме. Правиле некоја математика колку е тоа во бројки? Зборувам за некаква донесување на не би зборувал за бројки, големи се бројките, трошокот за ова да се организира е огромен. Нормално ние бараме помош од институции, од фирми да не спонзорираат. Најмногу користиме сопствени средства двата клуба за да го организираме
нештото, но се надеваме на подобра иднина, дека секоја година, ако сме се поуспешни, дека ќе бидеме препознаени. Така. Што значи тоа за децата или колку деца во Македонија, нели не само овие два клуба, верувам дека и другите клубови, ако сте им конкуренција, така ќе дојдат на надпревар. Главниот мотив за децата е надпреварот. Децата кои танцуваат, те две чекаат да искочат на надпревар, бидејќи детето, поготово помалите, особено помалите деца кога ќе добијат медалја, диплома и пехар, тоа е се на светот за нив. Така е. Не им е толку важно местото, него кога ќе добијат нели медалја, пехар и ќе се израдуваат. И нормално настапот пред публика, пред своите родители, пред суди, пред светлото е некое незаборавно искуство. Така. Инаку од Македонија ќе учествуваат над 200 надпреварувачи на светското првенство од три клуба, од Eat the Beat, Данца Латина Стефи исто од Скопје и Експоус од Битола. Така да им посакуваме со среќа. Да, така е. Да. Она што треба да го кажеме, а е важно исто така е, јас не знам само да споменавме каде ќе се одржува? Во Александар Палас. Во Александар Палас. Да, во Александар Палас, во конгресните сали. Тоа е добар простор за латино танц? Да, одличен простор, има соодветен танцов под кој се монтира. Нормално со добра техничка озвучување и осветлување, добра техничка спрема, тоа ќе изгледа светски, ќе изгледа супер. Ќе имаме две сали во кои паралелно ќе се работи, ќе се танцува. И ги поканувам сите кои сакаат да видат нешто спектакуларно. Така е, да. Тогаш, можеби некој ден порано да отворите вие, да картите се купуваат. Може да размислуваме на таа тема, да. Не може, еден ден, на самиот ден е многу, мислам дека е премногу доцна. Имам уште некоја минутка, само морам да ве прашам што се придобивките на децата кои што танцуваат, кои што одат на танци? Придобивки, има огромен број на придобивки од танцувањето, тоа е веќе докажано, пред се психофизичкиот развој на децата е во подем кога танцуваат, бидејќи ние на самите часови, освен што работиме вежби за истегнување, за подобрување на тонусот на телото, се работат и моторички вежби кои умот се развива и преку тие моторички вежби се усовршуваат децата за да полесно да ги учат кореографиите. Безброј има придобивки нормално за правилен раст на телото, сите тие кажал од денешно време со телефони, таблети и социјални мрежи, сите имаат наклоност на искривување, а танцот подобрува да се спречат сите тие болести како кифоза, сколиоза и така натаму. Така е, да. Затоа можеби покана. Има ли места слободни или веќе се затворена во групите? Има места слободни. Мислам дека сите клубови во Македонија се уште ги вршат уписите, бидејќи септември е месец на уписи, па дури веќе и октомври, бидејќи премногу активности има децата. Порано би рекол до 15 септември сите уписи беа завршени, сега гледам дека и до крај на септември, некои до средина на октомври вршат уписи, бидејќи многу активности имаат децата додека ги средат сите термини, така да мислам дека се уште има отворени места во сите клубови. Може ли за крај да си посакаме дека Македонија ќе има медали на ова светско? Не дека ќе бидеме домакини, нели? Сега мора да се покажеме. Се надевам, бидејќи искуството кажува дека сме претенденти за светски шампиони. И во 2017 и во 2019. Во што сме најдобри, Илија? Ако веќе така зборуваме отворено? Би звучело чудно ако кажам дека во сите три категоризации на танци кои ги има во ајдио, балет, латино и хип-хоп, во сите три категории имаме светски шампиони и финалисти. Браво. Во секоја сфера сме добри, имаме огромен талент, огромен потенцијал. Само бараме малку да не поддржат институции, да ни дадат шанса да покажат што умеете. Така е. Како беше од трети? Не, од 6 до 10 од 6 до 10 ноември. Да. Така е. Добро, имаме уште еднаш можност да дојдете па повторно да ги поканиме. Се гледаме пак. Да, се гледаме пак, но еве добра покана за сите оние кои што сакаат да гледаат убави вибрации, убави танци, латино танци, светско првенство во латино танци во Македонија. Се надевам не и последен пат, нели? Секако. Да. Благодарам, Илија, за ова гостување. Благодарам за поканата. Ето така, ние продолжуваме натаму. Сега е време за кратка пауза, а потоа и оброкот на денот заедно со уште интересни гости.